Metal Art изработува висококвалитетни метални огради, капи и внатрешни скали. Metal Art ги нуди своите квалитетни производи во Македонија и Европската Унија. Веќе 20 години користиме софистицирана технологија и нудиме европски квалитет со македонски цени. Стапете во контакт со нас за да добиете понуда која ќе ги задоволи вашите потреби. Metal Art. Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Асном. Благодарам што не следите и го правите овој канал уште поуспешен. Следете не на нашите канали на Rumble и YouTube и притиснете претплати се или subscribe. Денеска имаме многу интересна тема која на некој начин ние многу добро ја знаеме, но мислам дека има и tekako што да се каже, а тоа се човековите права на македонците во Пиринска Македонија и паралелно во Егејска Македонија, тоест во Европската Унија. Наш гостин е господинот Благоја Пандовски, адвокат од адвокатската канцеларија Пандовски. Благоја, Да. поздрав. Поздрав, да, благодарам што ме поканивте да бидам гостин во емисија, иако Саша јас и ти знаеш дека заедно веќе подолго време соработуваме на оваа тема, така да не сме странци еден пред друг, меѓутоа еве денеска ќе се обидеме на така да дадеме носиже или на краток начин да го опишеме процесот, делот од нашата борба за правата на македонците во Пиринска Македонија пред европските органи. Апсолутно, јас сум многу горд што можам да кажам дека ние ја предводиме оваа нова борба на македонците од Пиринска Македонија во сред Брисел, во центарот на Европската Унија, и таа е нова правна борба, нов начин кој што ние се одлучиме да ја водиме. А тоа е како резултат на неефикасност на досегашната правна борба што се водеше во Советот на Европа. Благоја, ќе можеш да ни кажеш кои се искуствата на нашите браќа од Пиринска Македонија во однос на остварувањето на нивните човекови права во склопот на нивната досегашна борба? Па бака, јас од она што го знам од претходно, знам дека веќе се добиени 14 пресуди од Европскиот суд за човековите права во Страсбур и мислам чисто како коментар, ја не би рекол дека тоа не е ефикасно или не е ефективно, нели овие 14 пресуди сами по себе да значат многу, бидејќи во нив се конципирани, односно се утврдени повреди на одредбите од Европската конвенција за човекови права, што несомнено представува доказ дека нивните права во Пиринска Македонија се нарушени. Меѓутоа, ако сакаш да потенцираш или ако сакаш да го објаснам делот зошто овие пресуди немаат некоја поголема ефективност, односно зашто досега не вложиле со плод, тоа е поради механизмот кој Советот на Европа, односно Комитетот на министри го воспоставува при имплементирање на пресудите на Европскиот суд за човекови права, кој представува делот нели како јурисдикционо тело на Советот на Европа, а тоа е дека Комитетот на министри има само надгледувачка улога во делот на имплементирањето на пресудите од Европскиот суд за човекови права и секоја држава воспоставува собствен систем, односно прави собствено тело во рамките на државата кое е надлежно директно за извршување на овие пресуди. При тоа извршувањето е оставено на самата држава, а Комитетот на министри го надгледува ова извршување и на крајот на криштата не може да наметне некои посериозни санкции на државата доколку истата не ги извршува овие пресуди. Од тие причини, нели како што ќе објасниме и понатаму во текот на емисијата, во нашата координација и контакти ние се одлучивме за превземање на овие действија пред телата на Европската Унија. Кога ќе кажеш Совет на Европа, што подразбираме тука? Дали е тоа дел од Европската Унија или е надвор? Советот на Европа е посебно тело. Значи Европската Унија е еден систем на како Унија, додека Советот на Европа, во Советот на Европа кратко кажано членуваат и членки кои не се дел од Европска Унија. Значи надвор од Европска, пошироко тело, меѓутоа по својата форма многу по, да кажам, не е Унија, во смисла како Европската Унија со собствени тела, судови, во таква смисла. Значи, во многу по
лабава лабава, да, еве да го Да, потребиме. асоциација. Така. која се фокусира на човековите права. Човековите права се само дел од Да, Советот. Значи да. со пристапувањето во Советот на Европа се подпишуваат основните конвенции, таму меѓу кои Европската конвенција за човекови права, со подпишување или ратификација на Европската конвенција за човекови права се стекнува право, нели, државата да биде тужена пред Европскиот суд за човекови права, што впрочем се случи и со Бугарија во овие 14 пресуди. Да. И за жал, ниедна од тие 14 пресуди не е извршена. Како што кажав, нема можност да се спроведе класично извршување на овие 14 пресуди. Значи, нивното извршување или имплементирање е оставено на телото кое е воспоставено од самата држава, на секоја држава, за имплементирање на овие пресуди. Комитетот на министри, како тело на Советот на Европа, има надгледувачка улога во имплементирањето на овие пресуди, но не и директно извршување на нив. Значи, извршувањето се остава на самата држава. При тоа не може да се наметнат некои посериозни санкции, како притисок на државата да ги имплементира овие пресуди. Значи, со еден збор, досегашните напори на сите организации од Пиринска Македонија, македонски, се добри за да се воспостави и за да се дознае вистината дека човековите права нивни се кршени, но нема извршна наредба, тоест нема никој можност на Бугарија да ја присили да ги спроведе истите од Европскиот суд за човекови права. И тоа е уствари најнегативната страна од сето тоа. Овие пресуди, мислам кажав и на почетокот, се несомнена конфирмација на тоа дека правата на македонците во Пиринска Македонија се рушат. Мислам, генерално не само нивните права како малцинство, овие Европската конвенција за човекови права се однесува на сите граѓани на земјата која ратификувал. Да. Значи, правото на асоциација, без оглед дали се однесува на културни, национални, етнички и така натаму здружувања, се однесува на друг тип на политички, се однесува на одредени здружувања за остварување на определени права, е загарантирано. Значи, правото на асоциација. Да. Во конкретниот случај се работи за право на асоциација за културни права на македонците во Пиринска Македонија. Меѓутоа и кога би се работело за некоја друга заедница, кога не би се овозможило нивното здружување, односно се оневозможува формирање на здруженија и остварување на правото на здружување, тоа во секој случај би значило повреда на правото на асоциација. Во конкретниот случај се работи за повреда на правото на асоциација на македонците кои сакаат да ги остваруваат своите етнички, културни и други права. Политички права, им се забранува истото внатре во Бугарија. Така е. И не е само тоа, ние го имаме и тоа да се случува и во Грција. Имаме исто таму редица случаеви, но имаме пресврт, а пресвртот е правен пред отприлика 2,5 години, 2 години 5-6 месеци, кога во Европската Унија имаме надградба, тоест смена и на надлежностите на Европската Унија и институциите внатре, и исто така имплементација на нови закони. Тоест, на Европската комисија и се даде можност да ги надгледува законите во Европската Унија и да ги санкционира членките кои не го извршуваат правото на Европската Унија. Јас го следев сетот овој процес и сета таа анализа почетна и површна што ја имав и ја правев, сакав да ја преточам како тоа ние како македонска нација можеме да им помогнеме на нашите од Пиринска Македонија за да си ги остварат своите човекови права. Така да имавме лани процес на кога Европскиот парламент ја тужеше Европската комисија за неизвршувањето на правото во делот на Унгарија и Полска. Имено во Полска се смени законот за избор на судии и тој закон не беше во склад со правото на Европската Унија. Европската комисија ништо не реагираше за тоа, а и Европскиот парламент ја тужеше Европската комисија во судот во Луксембург за правда и при тоа ја примора Европската комисија да ги скрати фондовите кон Полска.
Исто тоа се случува и во Унгарија. И сега прашањето од моја страна беше како да го направиме сето тоа, да принудиме ние Бугарија да го извршува правото на Европската Унија, и за таа цел морав да се приближам до нашите од Пиринска Македонија и да се изврши една подлабока анализа на тој дел. И така да имав неколку средби со Стојко Стојков во 2021 година. Отидов во село Поленица, Сандански, каде што имав првичен разговор со него, и од тогаш до следните 4 до 3 месеци имавме комуникација каде што со господинот Стојко Стојков, кој нормално ги знае сите овие пресуди и е интимно ги знае сите пресуди, организации, членови и така натаму, голготата на борбата на пиринците во Европската Унија и во Бугарија, и кој нормално скептично гледаше на сето тоа, меѓутоа морам да му се заблагодарам за неговата отвореност, ум и мудрост. И негдека во крајот на прошлата година на март, после неколку комуникации што ги имавме, он се сложи да ни помогне. Паралелно со тоа, јас комуницирав со неколку наши патриоти од цел свет, претежно со Боби Темелков од Светскиот македонски конгрес од Канада, каде што исто така му ја образложив оваа идеја, и Боби нормално беше како патриот, како еден човек кој многу помага за нашата патриотска кауза внатре во Македонија и надвор од незе, има зелено светло да направам све за оваа идеја да се реализира. Некаде март 2021 година господин Стојко Стојков кажа дека ќе ни помогне, и тоа ми беше едно зелено светло за мене да му се јавам на Боби Темелков, и му ја образложив идејата дека има можност да нашите клубови да ја тужат Бугарија во Европската комисија, меѓутоа нас ни треба една правна помош, и таа правна помош треба да биде добро аналитички обработена. И нормално сето тоа ќе кошта. Боби Темелков уште не му ја кажав првата реченица, каже: слушај, од мене имаш целосна поддршка, све што можам ќе помогнам, и тоа ми даде еден полет и еден елан да продолжам уште понатаму, и голема благодарност до Боби Темелков заради неговиот став, кој подоцна од него побарав број на адвокати во Македонија кои имаат искуство со европското право, правото во Советот на Европа и така натаму. Боби ми даде 3 броја, а еден од тие 3 беше Благоја. Јас го контактирав Благоја, имав разговор со сите тројца адвокати, меѓутоа разговорот со Благоја морам да кажам дека беше многу професионален, длабок, и за неговата професионалност дојде до израз, и тоа мене ми даде сила и разбирање дека можеме да продолжиме да побараме помош од Благоја. Благоја, јас тебе те контактирав, значи лани, тоа е 2022 година, мислам дека беше март или април. Така. И имавме средба на улица Македонија. Кажи ми нешто поише. Вака, само пред да продолжиме, бидејќи ти спомена тужба, само сакав да коригирам дека се работи прво за преставка и апликација пред Европската комисија. Тужбата би следела покасно пред Европскиот суд, доколку не реагира Европската комисија, меѓутоа ајде сега да се вратиме на делот на нашиот првичен контакт. Јас се сеќавам како вчера мене ми зазвоне телефонот, се представи Саше, и кога ми ја кажи идејата, од почеток бев не малце скептичен, меѓутоа јас претходно, како и другите адвокати од Македонија, она што највеќе можеби сме се сретнале во контакт со некој суд надвор од државата, тоа е Европскиот суд за човекови права. Ова беше сосема друга структура, бидејќи ние сме земја која се уште не е членка во Европска унија, и контактирањето со, како се вика, органите на Европската унија
Самото споменување на Европскиот суд навистина представуваше предизвик за мене, кога го слушнав. И решивме, нели, прво да се видиме, да направиме еден координативен состанок, точно беше на улица Македонија во едно кафуле таму. Да. И кога почнавме да разговараме дел по дел за нашата идеја, дојде тука она што ти го спомена како претходна пракса која што си ја проучил. Јас тука го прочитав членот 17 од договорот за Европската Точно, унија, да. нели, кој овозможува фактички Европската комисија да врши надгледување и да дава извештаи во поглед на имплементацијата на правото на Европска унија од секоја земја членка. Точно. И при тоа, за тоа има воспоставено посебен формулар кој може да се извади од страницата на официјалната Европската страна. комисија, Така да. е. И од таму го извадивме ние. Така е. И нели, кој што има посебни ставки и каде што конкретно се образложува за какви повреди на правото на Европска унија се работи и која држава всушност ги има повредено одредбите на Европската унија. По неколку контакти имавме неколку вакви координативни состаноци. Јас во меѓувреме веќе почнав да отварам дел од они европски регулативи, директиви, закони и така натаму. Веќе почна да се обликува она што ние требаше да го направиме, односно веќе се согледуваше основаноста на нашите действија кои што треба да ги превземеме пред Европската комисија. Па така, сега не знам дали веднаш да продолжиме со оно или малце подоцна ќе продолжиме со стручниот дел, меѓутоа бидејќи веќе нели навлегуваме во ние имавме имавме средба и имаше ти уште еден адвокатка која соработничка моја, Христина, која исто така она специализира за европското право. Да, она имаше магистратура по. Меѓутоа она изврши анализа на законите, прелиминарна, така каде што после одредено време, мислам да имаме месец дена, да ги селектираше деловите на кои што треба да се концентрираме, за подоцна да извршиме по-конкретна анализа. При тоа секако дека правото на асоциација е едно од фундаментите, од основните права на основно право во Европската унија, помеѓу другите. И сега постапувањето на Бугарија со оние образложенија кои ги дава во нивните национални одлуки, навистина беше неспојиво со правото кое го воспоставува Европската унија. Например, еве, чисто како за информација, во големиот дел на здруженија кои што треба да бидат регистрирани во Пиринска Македонија, една од основните причини зашто не им се дозволува ваквото регистрирање е подривањето на уставниот и државниот поредок на Бугарија. Да. И сега помеѓу сите тие, еве исто интересен момент на она што претходеше како нели во делот на дали ова може да биде отфрлено во Европската комисија како аргумент. Да, меѓутоа имаше, ако се сеќаваш, и повеќе здруженија. Да. Кои што ние ги анализиравме, па имавме доста голем број на одлуки кои што ни ги прати од Бугарија. Точно. Па вршевме анализа на сите одлуки. Точно. Дали се употребени сите правни лекови и така натаму, вршевме до некаде анализа и на оние 14 пресуди на. Дефинитивно. Уште една голема благодарност до Стојко Стојков. Значи, господин Стојко Стојков ми ги даде сите, односно ме насочи кај да ги барам сите пресуди и целата документација јас ја земав, ја имав крај мене, му ја предадов на Благоја, кој што он подоцна ја анализираше и сета референца он ја имаше. Да, сега, дојдовме до анализирајќи ги имињата на клубовите. Македонскиот клуб за етничка толеранција делуваше некако како да кажам, европски, космополитски, во суштина на оно што значи остварување на определено културно право. И навистина, кога ги читавме, односно кога ги анализиравме оние одлуки донесени од државните тела во Бугарија, тука беа Националниот централен регистар, Основниот суд во Благоевград и Апелациониот суд во Софија. Да, овие објаснувања за мене како адвокат беа неприфатливи. Особено ако ги членка на Европска унија. Така, особено ако ги споредиме ние со фундаментите на Европската унија, основните оние права за кои што разговаравме. И тука веќе навлеговме во малце постручна анализа, па утврдив дека
во чаптерот на Европската унија, односно Chapter of Fundamental Right, повредени се 3 права, и тоа правото по член 12, односно правото на асоциација, правото по член 21, односно недискриминација, и 22 мултикултурализам. Значи, веќе овие 3 права во самиот чаптер беа повредени. Понатаму имавме анализа и имаше повреда на директивата на ЕУ 2000/43, која што се однесува на правото на мултикултурализам, и исто така членот 167 од договорот за функционирање на Европската унија, кој исто така промовираше мултикултурализам во Ја вака кога те Европската. слушам, Благоја, значи Бугарија си ги крши сите одредби, сите фундаменти на кога се работи за нашите македонци и остварувањето на нивните права, а Европската комисија и сите институции си кјутат и се прават како ништо да не се случува. Па добро, она што ние го зборевме сега, јас не сум сигурен, мислам дека они имале до сега некои контакти, тоа може ти повеќе веројатно да ни кажеш. Да. Меѓутоа, самиот принцип воспоставен во членот 17 во договорот за Европска унија предвидува контакт, иницијален контакт со Европската комисија. Значи, за Европската комисија да почне да врши истрага, односно да почне да го изработува на извештај, би требало на неа да се обрати оној чии права се засегнати, дали е тоа физичко лице или правно лице од земја од Европската унија, да се обрати на формален начин како би отпочнала формална процедура. Сега да те по преставка. прекинам, извини. Да. Господинот Стојко Стојков преку Европската алијанса има пратено писмо до Европската комисија. Ова писмо е, мислам, ноември или октомври 2021, каде што Европската комисија му кажува дека ние не сме надлежни за миноритетските права на членките на Европската унија, и тоа треба да се реши внатре во самата држава. Сега, И тука е една прљава јашто. се сеќавам на овој разговор, ако ти текнува во делот кога ние ја разговаравме на начинот на кој што ќе биде составена ова преставка до Европската комисија, кажавме дека да, токму ова го искористила Европската комисија предходно за оние малцински права, меѓутоа генерално, ако погледаме ние овде, не се работи само за малцински права, но што го кажав на почетокот, овие права би можеле да бидат повредени према било кој граѓанин од Бугарија, без не оглед само дали затоа што се македонци или било тука е во прашање самото право на асоциација. Да. Значи тоа има примарна или централна улога во она апликација која ние поднесовме пред Европската комисија. Се останато, мултикултурализмот, нели, и оние други права, да, се поврзани со примерно, меѓутоа правото на асоциација е едно од пиларите, едно од столбовите на Европската. Така е, и сега не можеш ти како земја која е членка на Европска унија, која ги прифатила европските вредности, со самото влегување во Европската унија ги прифатила и европските закони, треба да ги имплементира, да дава образложенија дека правото на асоциација на нашите малцинства таму представува подривање на уставниот поредок и државата. Мислам, тоа е неприфатливо. Апсолутно неприфатливо. Значи, ти ја анализираше целава оваа ситуација правна, и потоа имавме средба, и јас се сеќавам дека ја кога те прашував дали може ова да функционира, дали што понатаму. Да. Веќе во тој момент знаевме дека може да функционира. Да, значи, апсолутно. Само ни требаше време од неколку месеци да се тоа убаво се срочи, да се напише и така натаму на анализа. Морам да признам дека и за мене беше новитет. Јас претходно го немав проучувано европското право, како и сите ние не сме членка на Европска унија за тоа да биде дел од нашето секојдневие. Значи моравме да навлеземе малку повеќе во тоа европско право, во европскиот систем на функционирање на самите институции таму, дали е тоа Европската комисија, Европскиот суд, Европскиот омбудсман, кој исто има некаква мала улога во сето ова, значи може, доколку Европската комисија да не постапува, да се обратиме до Европскиот омбудсман и така натаму. Значи сакам да кажам дека целиот тој склоп на правила и целиот тој
механизам на функционирање на оние институции мораше да биде проучен. При тоа, она што сакав да го кажам како дел од интересните работи, кога веќе почнав да навлегувам во право, да знаеш, овој свет секогаш ги делал луѓето на варвари и римјани, односно хелени варвари, како да се израдиме, и ние тука сме варварите, знаеш. Нас Европска унија ни кажува како треба да работиме, како треба нашите системи да функционираат, како нашите судови треба, кои со право се многу ниско оценети од граѓаните. Мислам, знаеме со какви проблеми се соочуваме со македонското судство, меѓутоа ова беше на некој начин предизвик да видиме, ајде сега да видиме како функционира самата Европска унија кога некој ќе представи повреда на одредено право пред органите на Европската унија. Значи тоа беше вториот дел од предизвикот, првото беше нели професионално. Секој еден кој сака да се оствари во својата професија ги прифаќа овие нови предизвици, особено ова што ова е нова пракса која се нели применува пред Европската комисија и Европскиот суд. Да. Меѓутоа вториот дел беше ај сега да видиме како Европската унија ќе реагира со нејзините тела. И тоа беше многу интересно. Јас се сеќавам дека неколку пати нели се сознаваме баш по ова прашање разговаравме. Беше многу интересно. И самиот момент на поднесувањето кога оваа борба, значи ние топката им ја ставаме во нивниот терен. Па топката и треба да биде таму. Оружје ние делуваме да ги видиме они, ги тестираме нив, дали они самите себе ќе си ги почитуваат своите закони. Ова што ние го направивме е еден многу цивилизиран, еден многу, да кажам, институционален начин на решавање на проблем кој по мене долго време му се даваше политичка конотација, а не му се даваше правната конотација која е во суштина на овој проблем на нашите малцинства таму. Апсолутно. Бидејќи политичкото решение подразбира флексибилност, поголемо кружење околу решавање на проблемот, па тука имаме разни ставови и така натаму. Не, овде се работи за правно прашање. Овде имаме повреда на фундаментите на Европската унија и европските тела и мора да реагираат во поглед на заштита на истите. Благодарам. Кога дознав ја дека можеме да поднесеме представката, прво што направив го информирав Стојко Стојков и Боби Темелков од Канада. Боби беше толку отворен и подржлив да он се понуди сите овие финансиски трошкови кои подразбираа поднесувањето на оваа апликација да ги подмири со 50%. Меѓутоа, ја му предложив една нова идеја, затоа што ние имаме контакти буквално со македонци од цел свет. Од Австралија, Канада, Европа, Соединените американски држави. Му предложив на Боби да се обидеме да нима од секаде и од цел свет да донираат финансиски мал дел за оваа представка, така да биде оваа наша една заедничка борба, каде што македонците од цел свет финансираат ваква представка за нашите од Пиринска Македонија, а организација од Скопје, Македонија, да биде нивни представник во Европската комисија. Така да, јас мора да се ова успешно го направивме и во таа прилика имам голема благодарност до Тале Малиот од Калгари, кој донираше за оваа кауза, Светскиот македонски конгрес и Боби Темелков, кој исто така, Бил Николов од Македонскиот покрет за човекови права, како и Симон Поповски од Лондон, Илјо Јанев од Брисел, имам уште еден голем патриот од Франкфурт, кој не сака да се експонира, но секогаш е спремен да донира за оваа кауза, и уште еден патриот од Австралија кој кажа дека не сака исто така да биде неговото име да се споменува заради X причини. Ја им се заблагодарувам на сите кои ја помогна оваа представка и најголемото нешто направија, тоест финансиски ја поддржаа, тоа ние немаме никаква корист, него трошковите беа да се адресираат и да се подмират трошоците за поднесување на оваа представка. Тоа и го направивме и на 20 заедно со координација со председателот на Македонскиот клуб за етничка толеранција од Благоевград, господинот Ангел Радонов,
кого ме запозна господинот Стојко Стојков. Морам да му се заблагодарам и на Ангел, затоа што во сета оваа постапка он беше отворен и многу добро соработуваше со нас и сите сите наши барања за документација и за било што спремно ги поддржуваше. Така да кога колку време ние поднаправивме представката, тија изготви. Да се изготви представката, ја ги направивме, тука имавме доста техничка работа, копии од сите одлуки, оние одлуки на Европскиот суд, оние национални одлуки, понатаму имавме нели цела она пропратна документација. Сега да не што треба пропратната документација беше само 750 страни. Значи ние од правна ги донесовме тешка артилерија, авиација и сето тоа што треба да доаѓа од правна страна, каде што ти благодарам многу што добро така ја направи, сите тие заклучоци кои кажуваше повреда на член 12, 22, 27, правно ги подкрепи со една обемна тоа беше пропратната документација, меѓутоа тој испуштивме чисто за гледачите да можат да бидат информирани, дека покрај тоа што извршив анализа на европското законодавство, извршивме и доста голема анализа на пракса и на Европската комисија и Европскиот суд. Во делот на овие прашања, па така во самата апликација, што е уште поголем аргумент да Европската комисија постапува по оваа апликација, беа наведени досегашни случаи каде што таа постапувала, нели, комплементарни слични на нашиот и каде што утврдила повреди, односно направила во Белорусија, мислам, имаше такви. Имаше неколку, да ги наведовме сега да не ги оптеретуваме гледачите со тоа, меѓутоа и самата таа, покрај тоа што и беа на некој начин сервирани одредбите од европското законодавство, имаше и дел од она што самата си го направила до тогаш. Па многу би било интересно доколку истата не постапи сега во конкретниот случај. Иако мислам, јас сум веќе и уверен по оние редоследот на наставите кои понатаму ќе го објасниме, нели, на гледачите, дека таа ќе постапи, затоа што веќе е контактирана и од некои колеги надвор, да. Значи, ние кога решивме да идеме оваа борба, направивме целосна анализа на патеката и на правната патека која треба да изводиме. И целта што сакаме да постигнеме. И морам да ви уверам сите вас, ние ќе направиме се да ги оствариме нашите права, односно да се избориме на за правата на Македонскиот клуб за етничка толеранција од Благоевград, да ги оствари своите права. И од тоа не отстапуваме и се додека не ги исполниме целите, нема да застанеме. А до Европската комисија дали ќе постапува или не, тоест, ако она сама се погази самата себе, тогаш ќе ни даде право барем да ја критикуваме до бесконечност. И тоа ќе го правиме секој ден ако е потребно. Така да, тоа е нашата желба, тоа е нашата заложба, од тоа нема да отстапиме и оваа правна битка ќе ја водиме до крај. И во тој контекст, минатата година, 2022 година, кога Благоја ја изготви целосната документација, ја направивме, јас му се јавив на Ангел и се договоривме да имаме средба, каде што на таа средба ги подпишавме сите овие документи. Тоест, ја подпишавме представката, јас, Благоја, Ангел ја подпишува представката, имавме еден фин ручек, во Делчево беше, да. Беше средбата, многу интересно. И подоцна сета таа документација, ја испративме со препорачена пратка. На 7 септември Европската комисија ја прими целата таа документација. Верифицираше, да, дека. И имаме верифицирано дека они ја примиле. Како понатаму тече постапката? Спрема оноа што ти го анализираш. Значи вака, како што каже и самиот, од Делчево беше градот каде што во пошта ја поднесовме ова апликација, многу символично, блиску до Бугарија, до Европска унија, а во Брисел. Во Брисел, да. И, значи, по нивното примање, мислам, согласно нивните правила, они би требало негде 2 до 4 месеца вкупната, значи,
проучување, два контакти, одговор и донесување на образложение. Меѓутоа, во самиот образец на апликацијата, односно преставката која се поднесува од Европската комисија, стои датумот од 12 месеци, кај посложените прашања. Сега, по она што ние подосна го добивме како информација, ти ќе го образложиш тоа, несомнено, они класифицира дека овде станува збор за едно посложено прашање. Да, посложено во дел на обемноста на документацијата која ми дадовме и конкретноста на образложението, меѓутоа како правно прашање, овде јас не гледам некоја голема... Тоа е едно тешко закучавање. 14 пати потврдена повреда од Европскиот суд за човекови права, значи, кој иако не е дел од Европската унија, сепак представува еден суд кој што на еден, да речем, релевантност. Па да, има релевантност и на еден висок начин ги цени овие повреди во контекст на тамошната Европска конвенција за човекови права. Така да предочени им се оние повреди од европското законодавство, дадена е европска досега пракса на самата Европска комисија. Мислам дека не би требало да представува толку сложено прашање, меѓутоа сепак тоа е на нив, нели? Самите тие го класифицираат оној дел дали станува збор за сложено или не. Значи, во оние рокови кои ги споменав, тоа се 4 месеци, односно 12 по рокот кој што сами си го даваат во преставката, они треба да ја завршат процедурата, односно да направат целосна анализа на конкретното прашање и на повредите кои што се представени во самата преставка. Да. По однос на тоа, тие мора во меѓувреме да ја контактираат државата која е засегната, односно која е дел од преставката, во конкретниот случај Бугарија, и да побараат одговор, односно образложение зошто тоа се случило. Значи Бугарија треба да даде одговор зошто не им го дозволува правото на асоциација на македонците во Пиринска Македонија. Да. Не верувам дека ќе даде некој одговор кој е во контекст на европското законодавство, меѓутоа ајде да не прејудицирам. Да. По добивањето на одговорот и согледувањето на сите факти кои што се представени во преставката, они треба да изработат извештај, односно образложение за самиот предмет. Во тој извештај тие можат да констатираат повреди или не мора да констатираат, во зависност од тоа како ќе тече постапката. Доколку се констатираат повреди, односно неприменување на европското право и законодавство од страна на државата членка на Европска унија, тие даваат определени насоки и задолженија, кои што државата мора да ги превземе за да го имплементира европското право. Во конкретниот случај, за да ги отстрани повредите од чаптерот на Fundamental Rights, директивите и праксата на дотогашната пракса. И во овој случај да се овозможи регистрација на така клуб. Тоа е финалното, значи да го овозможи правото на асоциација. При тоа се дава определен рок. Доколку тоа државата не го стори, таа може да биде парично казната. Во тој и заедно со казната следи нов рок. Значи веќе имаме систем на парични казнувања. Значи на санкции према државата доколку таа не го почитува европското право, за разлика од Советот на Европа и Комитетот на министри кој што има само нагледувачка улога. Ова е, значи, процедурата во идеални услови. Во идеални услови. Сега, што на пример ќе се случи ако Европската комисија каже леле ова е врел костен и не реагира. Не реагира. Да. Вака, како што кажа преска, тука ни е Европскиот омбудсман кој може да го известиме, меѓутоа дека тој нешто повеќе ќе направи, јас не верувам. Значи најефективен лек или најефективна процедура против нереагирањето на Европската комисија е Европскиот суд на правдата. Да. Што кој каже? Таму, значи, што се прави таму? Таму доколку Европската комисија не реагира, може да биде поднесена тужба против неа. Тоест ние можеме да тужиме така е, Европската комисија пред Европскиот суд. Во таа постапка, која ние секако имавме предвид уште во времето кога ги подготвувавме сите овие работи како можно сценарио, во нивните процесни правила таму беше предвидено дека застапувањето може да го врши само адвокат од Европската унија. Точно. На среќа јас имам голема мрежа на познаници на адвокати кои што се во Европската унија, мои лични пријатели и колеги. Па така во делот од она што ние го работевме беше и контактот со мојот колега од Париз, кој што
да, кој што е навистина добар адвокат, има пракса претходно пред Европскиот суд и особено во делот на заштита на човековите права и кога на почеток го контактиравме, он нели бараше да му се достават сите документи, да направи анализа, да види. Он и самиот даде висока оценка на она што ние го направивме, нели во Европската Унија, да. Унија и рече дека е тоа супер и се согласи. Апсолутно. Понатаму. Значи, ако Европската комисија не реагира и ништо не превземе, ние ќе тужиме Европската комисија во судот на правда за неизвршувањето на европското право. И тоа е дел од нашата приказна. Но морам да ве известам дека од кога ја поднесовме представката, 2 месеца Европската комисија ништо не ни даде никаков одговор. Така ете, ти можеш повеќе за тој. Да. Ноември 7, 2 месеца после тоа, треба да ми даде одговор, треба да има регистрација, архивски број и така натаму. Ја контактирав Европската комисија, нема никаков одговор. А потоа во декември ја контактирав Европската комисија, нема одговор, ништо нема. И потоа заедно зборевме, гледаме дека тука оние примиле нашата документација, не ни игнорираат. И тоа е дел од приказната. Нашата борба ќе ја водиме до крај. И сите прљави игри кои ќе ни ги дадат, ние сме спремни да ги пречекаме. Затоа имаме наш човек во Брисел, он се јави во Европската комисија и исто така добивме разни приказни. Можете да поднесете таму, ваму, имейл, ваму и тоа го правевме. Официјален, неофицијален. Официјален, неофицијален. Поднесов до нивната веб страна исто така прашање и така натаму. Отидов во канцеларијата овдека кај европскиот представник на Европската Унија. Ни беше кажано да, слободно пишете писмо, ние ќе ви помогнеме. И напишав писмо во таа канцеларија кај што пишува ЕУ со тебе. Се уште немаме добиен одговор од нив. Одговор, а они се за владење на правото, од нив збореме дека се е добро, се ќе биде. Меѓутоа, извини, да, ќе одиме во Европска унија. Извини што те прекинувам, меѓутоа кога нашиот колега од Франција се обрати, веќе добивме. Точно. Што се случува? Кога видовме, ги исцрпивме сите можности за комуникација и гледаме дека дечки од Европска од Брисел и овдека нас не водат едно друго, еден друг трек, 5 шалтер, што ти ја знам. Типично административни, нема никаква разлика од нашава администрација и бриселската администрација во тој контекст. Дури ја би кажал дека они се многу полоши затоа што ни игнорираат целосно. Тогаш ја и Блага го контактиравме Бузен, нашиот адвокат од Париз, му ја представивме целосната приказна, му ја доставивме целосниот случај, он го разгледа, цело време он беше запознат со истиот, но ја контактираше Европската комисија 2 сата после тоа, доби назад одговор, дека Европската комисија ги примила документите, случајот е комплексен и дека во овој момент Европската комисија ги анализира истите. Мислам дека има 12 месеци за тоа да се прави и ние ќе дадеме шанса да го направи тоа што треба и мислиме да го направи. Во случај да не го направи, Бузен ќе поднесе тужба против Европската комисија, ние идеме до крај, да видиме како Европската комисија ќе реагира, дали ќе го следи своето право или пак ќе биде една институција која со право ќе можеме да наречеме со многу погрни зборови, а сето тоа културно да го направиме. Да, јас и колегата се согласивме, ќе поднесеме, нели, ќе одиме заедно пред Европскиот суд, иако он мора да биде формалното лице таму, бидејќи е EU lawyer, односно адвокатот од Европска Унија. Ќе одиме до крај, нели, во тој дел и баш ќе биде интересно да се види од овој аспект, бидејќи сега во некаде во септември истекува оној рок од 1 година, баш ќе биде интересно да се види која ќе биде завршницата на цела ова. Да. Затоа следете не, благодариме многу што не следевте. Нашата борба за остварување на човековите права
на македонците во Европската унија продолжува, овој пат заеднички. С македонци од цел свет обединети за остварување на нивните човекови права. Ние ќе ви информираме и ќе информираме јавноста за текот на настаните. До Европската комисија е дали ќе го следи човековото право и законите на Европската унија. Благодарам многу што не следевте. До следното видување, довидување. Благодарам, Поздрав. Поздрав.